Во март се очекува да заврши реконструкцијата на главната колекторска линија во Дојран, низ која ќе се одведуваат отпадните и фекални води до пречистителната станица кај ѓавото. Во моментов се инсталираат потопни пумпни станици на 10 позиции, со цел да се зголеми капацитетот на системот. Според градоначалникот на Дојран, Борче Стамов, се инсталираат најсовремени помпни станици. Годинава или моментално се работи на целосна реконструкција на главниот колекторски систем. За да биде појасно, тоа е една линија долга некаде околу 7-8 километри со 10 препумпни станици, која целата отпадна вода од Нов и од Стар Дојран ја одведува во пречистителната станица. Денес се работи на тоа, се во 10 шахти се монтираат нови најсовремени модерни пумпи германски, кои го дуплираат или на некој начин го триплираат капацитетот на одведување на отпадната вода кој претходно го имаше. Со реконструкцијата на главната колекторска линија се заокружува првата фаза за целосно решавање на системот за одведување на отпадни води, бидејќи пред година и пол била реконструирана и пречистителната станица. Станува збор за инвестициони зафати кои се прават после речиси 30 на години. Едно решавање на еден голем проблем и на некој начин ќе го заокружиме колекторскиот систем заедно со колекторската линија и пречистителната станица, ќе добиеме еден од најсовремените колекторски системи за одведување на отпадна вода. Ова ќе значи заштита на животната средина овде во Дојран, ќе значи подобрување на квалитетот на водата во Дојранското езеро и она што е исто така мощно и важно, ќе ни даде можност за натамошно проширување на секундарната канализациона мрежа, бидејќи голем дел од Нов и од Стар Дојран се уште не се поврзани на колекторската линија. Во наредниот период општината планира да ја гради секундарната канализациона мрежа со цел да бидат опфатени сите објекти од Стар и Нов Дојран на реконструираната колекторска линија. Средствата за таа намена во висина од 60.000 евра се обезбедени од буџетот на општина Дојран, но и од Министерството за животна средина.